Почитувани присутни, добродојдовте на спомен Костурницата по повод 9 мај, победа на фашизмот и денот на Европа, и ми е пригода и чест да се обратам од име на граѓаните рекомендувам пред сите вас. Почитувани граѓани, учесници на Народно-ослободителната војна, почитувани званици. Во историјата на народите има неодминливи медници, но има неодминливи медници и во историјата на континенти на целиот свет. Во поновата светска историја, такви медници се токму и тие кои се случи на денешен ден. Првиот светски медник, крајот на една епоха и почетот на друга, е 9 мај, денот на победата над фашизмот. На овој ден, во 1945 година, капитулира Третиот рај, со што се означи крајот на големиот воен судир во историјата на човештвото, Втората светска војна. Значењето на овој историски медник во светот не е само поради крајот на војната, туку и поради тоа што во тој крај во светот настана мощни, крупни промени на општествено-економските формации, но и на процесите за интегрирање на светот на глобално ниво. Едноставно речено, тогаш полека, но сигурно започна процесите на современите движења во кои се повеќе јакнеше пацифистичката свест, реорганизацијата на меѓусебните односи на народите и државите. Познат е фактор дека нашата земја даде значаен придонес во антифашистичката војна. Тоа е неодминлив дел од слободалската историја на нашето поднебје. Таквиот однос кон тогашните настани и придонесе во вирот на светската војна македонскиот народ да ја оствари својата вековна желба за слобода и државност. Таквата правилна одлука во најмрачното време на историјата резултираше кон национална и социјална слобода на нашиот народ и конечно кон создавање на независна суверена Република Македонија. Во тој историски хероизам, во периодот на незаборавот, на патот од небеднината до денес, учеството на Куманова е особено значено и големо, и тоа е онаа што и нас денеска не напојува со непоколебив дух да истраеме во напорите за зачувување на слободата, за праведно и современо општество, за општество со светли патокази, за брз економски, социјален и културен развој, за општество интегрирано во просперитетите европски и светски трендови. Вториот медник во поновата европска историја кој се случи на денешен ден е формирање на денешната Европска унија. Незиниот зародиш беше декларацијата на Шуман на 9 мај 1950 година, по кој се формираше заедница на јагнен челик помеѓу Франција и Германија. Тоа беше темелник за создавање на Европска економска заедница, инспирирана од дугот на големиот европеец Жан Моне. Ова заедница во 1993 година прерасна во Европска унија. Во неја тогаш членуваат 12 европски земји, за до денес со незиното проширување таа да има 28 земји членки. Иако различни, овие два настави имат длабока и заедничка символика. Борбата против фашизмот всушност беше борба за слобода на народите и за просперитет во еднината. Од друга страна пак, обединената Европа на најдобар начин представува најбол резултат од победата врз фашизмот. Европската интеграција е еден од примарните цели на сите европски држави, а во тој контекст и на Република Македонија. Нашата држава е на тој пат и иако има тешкоти, оптимизмот не престанува, бидејќи со тоа ќе се обезбеди трајно одржлив мир, безбедност, напредок и просперитет на сите полиња од нашиот развој за еднината. Свесни за значењето на двата историски медници, што се случи на денешен ден, денеска и секогаш ние со почит се сеќаваме на нив и ги чествуваме. Нашиот оптимизам извира од оптимизмот, истрајноста и херојството на претходните генерации. Наместо оружје, нашето средство за напредок денеска треба да биде знаење, демократија, борба за правна држава, подобра економија, подобар живот на луѓето. Такво нешто свесни сме не може да се постигне со изолација, со национализам и со авторитарно управување во државата, туку со интегрирање на целокупниот систем со стандардите и вредностите на развиениот и демократскиот свет, со излез во НАТО и Европска унија. Да живее Република Македонија,
да живее денот на победата на фашизмот, да живее денот на Европа. Сте живи, здрави.